Вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битичи не е сигурен дали државата до април под контрола ќе ги стави трговците и нивните екстра профити со изгласување на законот за нефер трговски практики. Собранието работи ефективно до почеток на април и јас верувам дека пратениците на крај на мандатот ќе се одржат и секако ќе го донесат. Мислам дека тоа не е битно за ниедна влада, тоа е битно за нашите граѓани и затоа мислам дека еве уште еден повик да наредните 2 месеци, кога нема да има друг притисок затоа што владата нема да носи нови закони, да ги поминат сите останати закони кои што се во собраниска процедура подолго време. Не само Битичи, туку и министерот Бектеши, па и до вчерашниот премиер Димитар Ковачевски, овој закон го сметаат клучен во ставањето ред во трговијата во синџирот произведувач, преработувач, дистрибутер, трговец и потрошувач. Сега, нивните маржи се нерегулирани и тие самостојно ги одредуваат поради што на пазарот имаат екстремно високи цени. Овој закон треба да биде регулатор помеѓу нив, а крајниот бенефит – фер цена за сите. Прашан за субвенциите за струја, односно дали тие ќе бидат укинати, Битичи одговори. Не е точно, има одлука за субвенционирање на електрична до 30 јуни оваа година, а секако следната влада, која што ќе биде предводена од Социјалдемократскиот сојуз, е спремна за да направи одлуки кои што се битни за граѓаните, а тоа е субвенција. Ако дојде друга влада, прашате ги.